Јас сум многу среќен што имав честа заедно со премиерот Борисов, мојот пријател Бојко, да заедно во Рим чествуваме Свети Кирил и Методи на 24 мај. Дали пријателот Борисов го наседна Заев да потпише капитулација, денешното словување на секој историско поле не е она кое премиерот го најавуваше кога се потпишуваше договорот за добрососедство со нашите источни соседи. Не беа ветувани уцени да се признае Гоце Делчев за бугарин, не беше ветувано дека ќе се бара да прифатиме дека македонскиот јазик и нација не постоеле пред 1944 година, а најмалку беше ветувано дека кирилицата создадена од светите браќа Кирил и Методи, бугарите ќе се ја присвојат како своја бугарска. Наместо ова што го гледаме сега, Заев најавуваше дека договорот за добрососедство ќе ги застапувал националните интереси на Македонија, токму она пошто сега удира Бугарија, условувајќи го евроинтегративниот напредок на нашата држава. Договорот е навистина основа за добрососедство и пријателство. Двете држави во иднина ќе работат поблиску за взаемен успех. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Бугарија, која сака да ја блокира Македонија на патот кон Европската унија, за Заев беше држава која е голем пријател и голем наш помагаш во евроинтегративниот процес. Бугарија е голем пријател на Република Северна Македонија. И Бугарија може многу што да ни помогне во целиот овој процес. Бугарија покажа како ни помага во целиот овој процес. Бугарија беше прва што се бореше во Европската комисија за конечно после 15 години да добиеме датум за почеток на преговорите. Бугарија покажува одредено пријателство. Јас верувам дека и ние истото тоа го покажуваме према Република Бугарија. Како дел од договор за добрососедство беа најавувани и голем број капитални проекти, кои засега останаа само ветувања и ништо повеќе. Континуитетот на изградбата на патничката и железничката инфраструктура продолжува буквално од Скопје према бугарска граница, се гради од 3 компании, огромна патна инфраструктура. Првата делница исто така на железничката мрежа завршува. Во моментот е техничкиот диалог на изборот на втората делница од железничката инфраструктура, која што Скопје го поврзува со Софија. Околу најновите случувања во Бугарија, каде си ја присвоја кирилицата како бугарско писмо, став побаравме од македонската страна во заедничката историска комисија, но од таму засега само молк.